16 март, ден петок. Ајде од овде во сончевина да го започнеме викендот со убави содржини. Денеска гостинот нема да ни дојде во студио, бидејќи неколку дена претходно отидовме ние во неговото ателие и студио, но не ви откривам за кого станува збор и снимавме интересен прилог за една интересна професија. Нешто подоцна при крајот на сончевина ќе го погледнете тој прилог кој што е проследен со една убава ревија. Инаку денеска исто така имаме интересен прилог со предлог на 3 филмови што доколку ви се допаднат можете да ги погледнете. Полно сервисни информации од Македонија и од светот и секако тука е хороскопот. Најнапред во самиот почеток сакам да ги поздравам луѓето кои што се грижат за мојот изглед. Тоа се Сашо и Мики Ексклузив, кои што се наоѓаат позади 3 бисери, потоа Ламер Козметика и Маки, жената која што секогаш го преферира природниот изглед и разубавувањето на природен начин. Голем поздрав до мејкап артистот Глигор Бадев и огромен поздрав до Оптика Ели која што се наоѓа во трговскиот бисер на приземје Локал 56. На самиот почеток, пошто е петок и пошто има многу сонце надвор и пошто е преубав ден, ајде да се развеселиме со една добра песна.
Последна информација од Македонија е тоа дека со Копно почнува прозорец кон италијанскиот филм. Во кинотеката на Македонија се одржува новото издание на филмскиот фестивал насловен како Прозорец кон италијанскиот филм. Во овој 6-дневен филмски циклус организаторите од италијанската амбасада во Скопје подготвија избор на филмови, пред се драми и комедии направени во изминатите 3 години. Фестивалот се отвори со драмата Копно на Емануел Кријалезе. На 21 март за крај на оваа ревија избран е уште еден филм на 2011 година кој е насловен како Некој вели не, а е направен од Джамбатиста Авелино. Сите проекции ќе бидат од 20 часот, цената е навистина минимална, само 50 денари. Сите филмови се со македонски превод. Интересен циклус на италијански филмови во кинотека на Македонија, кој би можел со проекција од 20 часот нека оди да ги погледне. Навистина символична сума за влезници, 50 денари, па мислам дека секој може да си приушти. Јас сакам да искористам прилика сега да ги подсетам сите дами, жени, девојки, господи, мајки, баби, кој сака се разбира и кој има храброст и смелост да ни се пријави на телефоните 3130-137 и 3211-900 за да се пријави во нашиот проект во соработка со Сашо и Мики Ексклузив и со мејкап артистот Глигор Бадев со цел да направиме трансформација во вашиот изглед, да направиме нешто интересно со вашата коса, бидејќи професионалците одма лоцираат каде е проблемот и знаат што треба да се смени и секако да добиете една преубава шминка од Бадев. Значи, пријавувањата се на нашите телефони, снимањата ни се во сабота, а пак прилогот се емитува секој вторник. Во продолжение, одиме со хороскоп да видиме што денеска ќе ни кажат звездите, како треба да постапиме во денешниот петочен ден. Потоа одиме со флеш вестите, а веднаш по нив прилог со топ 3 предлози за филм. Уживајте!
way or another, I shall have deliverance. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Предлог број 1. Тивка куќа. Заробена во куќата на нејзината фамилија, една млада жена не може да се поврзе со светот надвор од куќата, додека во таа куќа се случуваат застрашувачки работи. Режија Крис Кентис, Лаура Лу. Улоги Елизабет Олсен, Адам Трис и Ерик Шефер Стивенс. On Friday, March 9th, at 7:20 p.m., one of the most shocking and twisted incidents ever recorded befell Sarah Murphy and her father. Their ordeal lasted 88 minutes. Witness these true events in real time. Hey, Dad. Hey, sweetie. I checked your Facebook page. What's his name wrote on your wall again? God, I should never have added you. How long's it been since you were out here? A long time. Years. What are you doing here now? Dad? What are you doing? I just thought I heard something upstairs. Daddy? Dad? Hey, what did they do here? Hang on. Okay, I'm gonna go get help. I think I found a way out. Please, oh God. Who are you? Why are you doing this to us?
Предлог број 2. Мерачи на гробови. За нивното реално шоу за духови, продукцијската екипа се заклучува во стара и напуштена ментална болница, која е наводно обседната со духови и на моменти се докажува дека тоа е вистина. Режија Викториус Брадерс, улоги Шон Роджерсон, Хуан Райдингер и Ашлех Гриско. Alright, I got camera 2 and 4 up. Window cam, good to go. Alright, this is the real deal, folks. If you are here, show yourself. Hey guys, I got something up here. Hello? Everything's gonna be okay. He'll help you too. This guy's out of his mind. You made it up. Be careful. Where are you? Hey, you guys just stay together, okay? I'm just... Don't worry about it. We're not alone in here anymore. Предлог број 3. Доктор Сеус де Лоракс. 12 годишно момче бара само една работа со цел да го освои вниманието на девојката од неговите соништа. За да ја најде таа работа, момчето мора да ја сознае приказната за Лоракс, кој е насмеан и шармантен херој кој се бори за да го заштити денешниот свет. Режија Крис Ренат, Кайл Балда. Гласови Зак Ефрон, Тейлор Свифт и Дени Девито. Yes! Did your ball land in my backyard again? A model airplane, this time. Let's go take a look. Ted's just your regular kid growing up, and he lives in a world in which there is virtually no nature. Whoa! This is amazing! What are those? Those are trees. They used to grow all around here. Audrey has these impossible dreams. She dreams of things that are gone, trees have been long forgotten. What I want more than anything is to see a real living tree. Ted's got a crush on this girl, and he'll do anything to impress her. Anything. Do you happen to know where I could get a real tree? Yes! So Grandma tells him, if you want to plant a tree, you've got to go find who the Lorax is. It all started a long time ago. Can we start not so long ago, maybe? All right, here we go. It's time to start thinking about the future. Little did I know, I had just summoned a mystical creature as old as time itself. The legendary, slightly annoying Lorax. Hey! Whoa! Trees, they need somebody to talk for them. Did you chop down this tree? What's that? Hey! I think he did it. Lorax, he's a defender of the trees. I want to hear the end of the story. Come back tomorrow, and don't let the boot hit you on the way out. The boot? Whoa! I love it. Yeah! I know that feeling. Dr. Seuss is a part of us all. It's an iconic American childhood memory. The world of Dr. Seuss is magical and whimsical and quirky and fun. Oh, I could kiss you right now. Okay. The thing about Dr. Seuss is he's always engaging and wacky. I love the wackiness. So who invited the giant furry peanut? I'll go right up your nose. You wouldn't hit a woman. Whoop. That's a woman? I want to go find the Lorax. Ow! You have been warned. Thanks. Yeah, okay. You have been warned.
на топ 3 филмови кои што доколку ви се допаднаа од трейлерите кои што ги погледнавте и малото објаснување за нив, тогаш може да се ги пронајдете и да ги погледнете. Во продолжение две навистина интересни информации. Едната е за Раде Шербеджија, кој во недела ќе одржи концерт во Скопје. Еве го гледаме на екраните Раде Шербеджија, кој важи за најголем шармер на овие простори, шансониер и актер со холивудска слава, придружуван од западни Колодвор бенд од Загреб за македонската публика во недела на 18 март во Универзалната сала во Скопје ќе одржи ексклузивен интимен концерт, уживање за сите љубители на убавата музика проследена со стихови кои допираат до секој кој ги слуша. Иако се работи за човек со светска слава, сепак во рајдер листата на Раде Шербеджија нема некои специјални барања за сместување, обезбедување, храна и слично. Тој доаѓа во Скопје за да се дружи со своите пријатели и обожаватели. Во моментов, освен со главната улога во филмот на Анџелина Џоли во Земјата на крвта и медот, Шербеджија е актуелен и како режисер на филмот поддржуван од Македонскиот филмски фонд, а тоа е Ослободувањето на Скопје, но и по улогата во филмот на Дарко Митревски Трето полувреме, каде го глуми таткото на главната хероина, која ја игра Катерина Ивановска. Последното гостување во Македонија на Раде Шербеджија беше минатата година, кога ги изведе стиховите од песната Крушево на отварањето на спомен куќата на нашиот Тоше Проевски во Крушево. Значи, сите кои што ги сакаат убавите стихови на Раде Шербеджија во недела во Универзалната сала. Следна информација ни е Челичната леди премиерно во градското кино Милениум. Премиерните проекции на американскиот филм Челичната леди во режија на Филида Лоид со Мерил Стрип во главната улога вечерва ќе бидат прикажани во градското кино Милениум. Стрип, која вешто актерски ја отсликува поранешната британска премиерка Маргарет Тачер, го доби Оскарот за главна женска улога. Стрип за филмската креација на ликот на една од најмокните жени во модерната историја, која ја плаќа цената на моките и власта, ги доби наградите Златен глобус и наградата Бафта на светската филмска критика филмот. Челичната леди ќе се прикажува во рамките на Оскаровскиот викенд во градското кино Милениум, а откако ќе заврши викендот на Оскаровци и на љубителите на филмската уметност, ќе им бидат проектирани филмовите Масакар на Роман Полански со Джоди Фостер, Кейт Винслет, Џони Рајли и Кристофер Волц во главните улоги, како и Потомци на Александар Пейн со Џорџ Клуни во главната улога. Билетите за кинопроекциите публиката може да ги набави на касата на градско кино Милениум секој работен ден од 10:30 наутро па се до 22 часот и 30 навечер. Беа тоа две интересни случувања од областа филм што ќе бидат прикажани во Македонија, во главниот град Скопје, значи во кино Милениум и гостувањето на Раде Шербеджија во Универзалната сала во недела. Во продолжение она што го најавив, наместо гостин во нашето студио, гости ние му бевме на нашиот гостин во неговото ателје. Станува збор за познатиот фотограф кој што многу години го работи тоа што го работи. Зад себе брои многу проекти, многу добри и успешни фотосесии, многу интересни проследени реви каде што ги дотерувал сите манекенки, познати наши пејачки и така натака. Нешто повеќе за него, за неговото ателје, за неговата работа, ќе погледнете сега во продолжение. Станува збор за број 1 фотографот Владо Ѓоргиев. Уживајте. We don't need no education. We don't need no thought control. Јас мислам дека не постои жена која не сака да има во својата филка некаде скриено многу слики од себе, слики во кои преубава, слики во кои што се дала себе си својата убавина, но не секој може да направи успешна фотосесија. Успешна фотосесија, а бренд за фотограф кај нас во нашиве простори е Владо Ѓоргиев. Здраво! Фала и за најавата, здраво и добро дојдовте. Прво, мислам дека е многу важно да еден фотограф има многу пријатно студио, а ти го поседуваш тоа. Сам го искреира овој простор тука? Просторот не го креирав сам, просторот го затекнав како простор, нели, како окружение, но внатрешноста морав сам да се ја направам и сакам, и старото студио ми беше така топло за седење и за
накако ќе седнеш да ти биде убаво, а не да бидеш онако укочен како иштиркан. Тоа, го сакам тој момент и луѓето што доаѓаат тука исто им се допаѓа атмосферата што е така повеќе домашна него нешто онака под конец иштиркано и кога си на таква во таков простор така и седиш, значи ќе отидеш на некој салон кај што се онака се под конец, кај што нема ни прашинка, кај што не викам дека сега мора да биде прљава се, али онака се седиш и како чекална болница. Па да, и не е воопшто уметнички кога е толку штирка, не мислам. Да, за уметнички, секој за себе. Некои луѓе се вадат. Јас сум уметник, па можам да се шетам и ваков каков што сум или можам да бидам лом. Вистина ли е дека оние што се поуметнички надарени живеат во некој поспецифичен свој свет? Не сум бил. Не си бил на гости? Не знам, то ти треба да го кажеш, пошто ти одиш кај уметници. Моето студио е мој свет. Сега, кај другите не знам како е, но јас не би го делил со никого. Бидејќи, не знам, ми се имаат понудено да ти помагам, да работам со тебе за, не знам, ајде да го делиме студиото. Не можам, ова е сепак нешто го чувствувам како дома. Сега дома можеш да ми доеш на гости, ама да ми се вселиш не сакам. Имаш многу успешни фотосесии за тебе на познати личности од јавноста, но и обични девојки и жени кои што сакаат да си направат фотосесија. Колку ти треба време за една фотосесија и дали се предаваш цел тогаш? Времето за припремата на фотосесијата е всушност времето додека ја шминка. Тука се запознаваме малку побо, гледам на што се смее, на какви вицови паѓа и така, мислам, додека се запознаваме, после е многу полесно. Многу нив имаат трема, имаат, не знам, се тресат, не знам, дошле не знам каде. Дошло е да се слика, да се фрцка тамо, има огледало, има се... Тука има огледало, секаде може да се види како изгледа. На крај, кога ќе се види на фотографија, уште поубаво изгледа и тоа ме исполнува всушност, кога ќе ги видам колку се срекни кога ќе се ги видат фотографии. Кога ти се роди ова, како да наречам, желба, љубов? Кога си го откри сам себе талентот што го имаш, за да почнеш професионално да се занимаваш со? Имам повеќе таленти, ама немам време за сите. Значи, знам и да цртам. Тука малку ми помога и за шминкањето, тоа моје знам да цртам. Талентот го открив не е онака одреден ден и одреден датум, знаеш, почнав да фотографирам уште од предсредно училиште, значи негде 7-8 оделение, но од секогаш си го носев апаратот. Тоа сакав да го извадам од тебе, дека другите додека играат џамли, ти веќе фотографијата ти беше инспирација. Да, одев на музичко училиште и си го носев и фотоапаратот. Тоа ми беше паралелно, завршив и музичко училиште, и средно, и војна музичко. Умеѓу време членував и во фотосекција, во ликовни секции и секогаш апаратот бил со мене. За тебе броиш многу проекти направени, многу настани кои си ги покрил со твојата умешност на шминка, на припрема на тие модели да кога ќе се појават изгледаат онака како што изгледаат, но тука се и свадбите кои ги работиш. Ајде едно по едно. Вака. Не знам кога почна тоа со цел настан, например, да стојам за тоа. Некој си пред некаде 2000-та или 99-та мис на Македонија, каде што требаше да ги нашмикам сите девојки, па после тоа се движеше едно 10 година, сигурно, 7-8. Избори за мис на Македонија сум спремал, па со XXL за Евровизија. Што спомнам многу свадби, многу невести, многу матуранти, дури фотографирање свадби, тоа од секогаш, не од секогаш, ама последниве години пак решив да се активирам со тоа, бидејќи сакам да го терам тој светскиот тренд на фотографирање на свадби, не да биде се онака тркачко се, ајде подпри се на столбот, ајде вамо и ајде сега да ги сликаме гостите, него сепак целото моје внимание, целото моје време да го посветам на тие двајца што ја прават свадбата, бидејќи од свадбата тоа ќе им остане фотографиите, значи гостите ќе ги нараниш, ќе ги напоиш, ќе си отидаат и толку голем дел од нив нема ни да ги сретнеш, а сепак кај нас повише се тресат на гостите него на други работи, така да решив и некои луѓе што дознаат дека го работам тоа и што сум им завршил работа, како што се вели, се повеќе од задоволни.
Што значи за тебе убава жена? Убава жена е жена која што цени до себе, што знае да се спастри, што би се рекло на понашки, што не претерува во начинот на дотерување, значи што има некоја граница, што знаеш, си ја познава границата до тука е добро, преку тоа веќе ќе биде кичерај. Тоа е убава жена, значи што е средена, убава, нашминкана, дотерана и што на секаде кај што ќе отиде ќе биде таква каква што треба да биде. Не е онакво јас некоја што знам да искачам. Кога да ми пукнала петарда, глава кактус у брата. Да. Киркичката тоа го кажа, тоа ќе издадеме сега. Небричен тато вика како кактус. Тато да се бричиш што ти си како кактус и да се ја средиш косата затоа што си како глуварче и купно идеш како петарда. Леле, каков комплимент. Сепак кога од ќерка кажано е комплимент. Каков сака нека. Сега види, не е комплимент, тоа е сепак грижа. Грижа тато како ќе изгледа. Грижа е комплимент од едно дете. Благодарен што ми го кажа. Тоа ќе заборев да се избричам, да не ме шлапнеше онака преку телефон. Откако Владо ќе направи една добра фотосесија или една успешна свадба, ќе ја проследи со многу фотографии. Колку време ти одзема после средувањето на истите, односно оној завршен ефект што го имаат твоите фотографии? И што се употребуваш од програми компјутерски за тоа да го дотераш? Од програми користам Photoshop, а од Photoshopот користам многу малку. Тоа што го користам, малкото од Photoshopот го работам, да не кажам сега перфектно, не можам да го кажам, совршенство не постои, но сепак го работам доволно добро да не се познава дека е работено. И додека фотографирам, гледам да има што помалку за работа. Значи, да не после 7 со сати да си исправам некои грешки што сум можел да ги направам и да ги поправам само со тоа што ќе се поместам малку вамо или таму, или ќе кажам погледни натака или не знам, прибери го стомакот. Да. Дали си имал некогаш неуспешна фотосесија? Па ако кажам, не ќе излажам, сум имал неколку до сега неуспешни фотосесии. Нада, мојава не беше неуспешна? Не, ти си супер. Се случуваат, значи секогаш се случуваат некои, не секогаш, али што би рекли американците, shit happen, како викаат. Некогаш еднаш ми се случи филмот Да не чини, например. И тоа правев насловна за теа модерна со Маја Сашек. Пукна работата, не знам зашто. Кога искочија од машина фотографиите, беа лом. Потоа со Калиопи исто имаме една лоша сесија, не знам зошто и како, ама некако тој ден, дали јас не бев, дали таа не беше, не сакам да навлагам во... Испана фотографиите, ништо посебно, сега да не кажам лоши, ама не беа такви какви што можат и какви што треба да бидат. И така, за овие 20 на години сум имал така на 3-4 пати да се случи нешто такво, кое што нема да се погодат сите конци. Што е за тебе поголем предизвик? Еден проект со 20 манекенки или можеби проект со една твоја, да не речам симпатија, но драга личност? Па второто би го земал на прво место. Затоа што со еден човек може да се комуницира и да се комуницира цело време. Кога се 20, тука е галама, тука е вртење на сите страни, овие те прашуваат нешто, овие нешто фаќаат, тамо во шминките. Сум работел реви, еве за Стибо ги работам ревиите неколку години наназад, каде што за 3 сати треба да нашминкам 30 манекенки и тоа е многу напор. Многу е напорно, многу одзема концентрација и напор, но сепак кога ќе завршам последната и кога сето тоа е на време, мене ми е убаво чувството. Олеснување. Да. За добар изглед потребен е и квалитетен мејкап, нели? Со пазарска шминка не можеме да постигнеме ефект, а гледам ти си го одбрал еден од најдобрите брендови, тоа е Art Deco. Колку време соработуваш со нив и колку си задоволен од она што тие го нудат? Види сега, за добар шминкер нема лоша шминка. Разликата од шминките е што со добри шминки многу полесно го постигам резултатот и подолго стои, но и со прсти некоја сум шминкал, па испајал како што треба. Се уште соработувам со Art Deco.
соработувам и со Ревлон и со Манхетен. И сум многу задоволен од нив. Презадоволен сум, имаат огромен избор на бои, маскари, комбинирам тие 3 бренда. Најчесто комбинации правам, но можам Ардеко да го ставам како најкомплетен. По што си ти препознатлив и поинаков од другите фотографи и луѓе кои што даваат добар мејкап? Што е она што сметаш дека е поразлично од останатите? Јас можам да кажам од своја гледна точка, но ти сам за себе ме интересира што мислиш. Не ги следам толку другите за да можам да кажам што се разликувам јас од другите. Можам да кажам дека од некои колеги се разликувам по тоа што кога се работи за фотошоп ги следам основните принципи на анатомијата. Значи не правам од нив карикатури со градите вис со струкчиња како оси или не знам претеризам. Значи не ги карикирам нивните тела, но гледам да бидам во граници на анатомија, да ако се прави некоја корекција да биде во граници на нормала. Да не се препознава дека тука е работено, тоа го спомнав и пред малку. И за крај, кој е твојот стил на шминка и што најчесто ти како ти ги шминкаш девојките кои што доаѓаат и бараат од тебе да бидат средени и да им дадеш еден убав мејкап? Може би јас го терам и најтешкиот стил на шминкање, класичното шминкање, со тоа што зошто тежок? Затоа што секогаш гледам да остане истата особа, само да биде разубавен. Значи не да биде некоја друга која ќе стане шминкање или некоја не знам што, него да биде истата, а да биде многу поубаво. Одлично, значи го преферираш она природното секогаш да доминира, со финеси, кои што само ќе ја потекнат. Што е природно? Природно е сапун и вода и после со пешкирот помини, се тоа е природно. Но се шегувам. Има и тип на шминкање кај што треба да не се приметува дека е многу нашминкано, значи да само да се коригираат некои нијанси на лицето, недостатоци, него ситни нагласоци само има во тој тип на шминкање, но сепак се трудам да им ги исполнам желбите на сите. Некои сакаат јака шминка, некои сакаат не знам, некои сакаат вака, некои сакаат онака. Така да немам некој стил кој што ќе биде строго по една линија и сите такви. Да. Туку секогаш се трудам да таа жена што ја шминкам да стане од тука среќна и задоволна. Фала прво што не прими, второ што не угости, трето што ни ги откри колку толку своите тајни во твојата професија. Ова е на гости ние кај тебе, но следно ќе биде на гости ти кај мене во моето студио и емисијата Сончевина. Договорено? Нардено. Поздрав. Дами и господа, добре дојдовте на изданието Пролет-лето 2011 на Моден викенд Скопје. Ревија на новите трендови на фризури за сезоната Пролет-лето 2011. Hair Fashion Group, групација на најврвните фризерски студија. Весна 501, Арт на Сретен Костич, Вог и Бубеин, во соработка со официјален партнер за шминка, Буржуа. Good weed, white wine, I come alive in the nighttime, yeah, okay, away we go, only thing we have on is the radio, oh, let it play, say you gotta leave, but I know you wanna stay, you just waiting on the traffic jam to finish, girl, the things that we can do in 20 minutes, girl, say my name, wear it out, it's getting hot, crack a window, air it out, I can get you through a mighty long day, soon as you go, the text that I write is gonna say, everybody knows how to work my body, knows how to make me want it, but boy, you stay up on it. You got this something that keeps me so off balance. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent. Hey, what's my name? What's my name? Ooh, all that I can think about is what this thing could be. One of a kind. That means that you're the only one for me.
see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile,
Ревија на новите трендови на фризури за сезоната пролет-лето 2011. Hair Fashion Group, групација на најврвните фризерски студија. Весна 501, арт на Сретен Костич, Vogue и Бубеин, во соработка со официјален партнер за шминка, Буржуа. Погледнавте една екстравагантна модна ревија од минатата година на фризура и мејкап. Мејкап одработен на сите овие манекенки од страна на Владо Георгиев, кој што го погледнавме претходно и во прилогот, но на тој ни вети дека во идната недела некој од деновите ќе се ослободи, па ќе ни биде гостин и во студиово на ТВ Сонце и емисијата Сончевина. Тука некаде го привршуваме денешново петочно издание, каде го стартувавме и викендот на некој начин со интересни содржини, добри песни и доста информации, како од Македонија, така и од светот. На самиот крај, уште еднаш голем поздрав до Сашо и Мики Ексклузив, кои што се наоѓаат позади Три бисери, Ламер Козметика, Бадев, мејкап артист и секако голем поздрав до Оптика Ели. Инаку не заборавајте дека сабота и недела следуваат репризните изданија, во кој пакет од гостувањата во тековната недела која што веќе ни изминува, ќе ги видите токму во репризните изданија со почеток во сабота и недела од 11 часот. Поздрав, имајте убав викенд, бидете расположени, насмејани, шетајте го сонцево, значи шетајте, не седете дома, преубаво е времето и се гледаме ние од понеделник премиерно од 10 часот. Поздрав!